За ова и одиме за следно Може да ги прашање. замајуваме колку сакаме граѓаните. Овде по принципот кажана невистина да излезе вистина во очите на оној кој што слуша и тоа не поминува. Цело Куманово ги знае моите односи. Јас поради недобри односи прво немам близина со тој човек, ниту некогаш сум имал близина со СДСМ, кај што јас сум бил член, а што се однесува до вашиот подпис, ќе ве потсетам и на уште еден случај. Ајде. Значи, дадовте негативно мислење за објектите кои што се градат, дел од објектите на Октомвриска револуција, кај што сега собствениците и инвеститорите ги манипулирате, негативно мислење до општина Куманово, а во системот кликнавте позитивно мислење и автоматски креиравте одобрение за градба. И тоа е се со докази и факти, и за тоа бидејќи сум информиран многу подоцна, значи ќе има и поставка и ќе има и одговорност пред надлежни органи, затоа што не можете да се правите тоа што не сте. 20 секунди за одговор и Мора одиме. да одговорам, стварно Повелете, нема ајде, да не смисла. губиме Значи, мислење, кога издава ЈП Водовод, го издаваат стручните служби на ЈП Водовод, а јас го подпишувам. Во мислењата на ЈП Водовод имате можност, каде што вика, може да се изгради по градба, дали на водоводна, дали на канализационна мрежа. Значи, не го знам за кое мислење имате збор. Водовод дава само мислење. Решението, односно одобрението го издаваат органите на општина. Па не знам и колку е битно и колку може. Јас не манипулирам. Тој дуп е донесен 2012 кога јас воопшто не сум ни бил во вода. Јас ви зборувам сосема за друг дуп, не ви зборувам за сега, ви зборувам за новите згради кои што се изградени во моментов и се градат на локација Октомвриска револуција, опфат Проевци. Кај што имате дадено вие како директор негативно мислење, а во системот имате кликнато позитивно мислење и автоматски го имате доведено целиот сектор за урбанизам во заблуда да креира одобрение за градба, бидејќи самиот систем автоматски го креира Градоначелник, не кликам јас, имате проблем. Пак не ви кажале доволно. Овластување како што и јас давам на моите луѓе и токен кој што кога ќе се кликне, се клика во ваше име. Ове не сте 2012 година. Добро, вие не сте од тука, нели? Вие не разбирате ништо. Ви благодарам да не влегуваме на епизодата на пратениците кои ќе влезат во нивните собраниски процедури и никој не научите, но очигледно не сте научили. Господин Димитриевски, има време, ќе од кого сакам да прашам што ќе се случи во вториот круг во однос на тоа од кого очекувате поддршка да ви даде? Видовме фотографијата, Сузет Меджити си подадовте рака кога првенците на Влен има едни, да речем, радикални изјави кога што дел од нив повикува граѓаните практично етнички да се поделат за да гласат во вториот круг. Сега некако се зборам за изјавата на Билјалка Самин и уште еден господин кој ќе биде разрешен. И сега малце се смири топката, освен од Влен, од кого друг очекувате гласови во вториот круг? Прво немало радикални изјави, имало само мои ставови, политички, не ваши радикални изјави, зборувам за Влен. За Влен, што се однесува до тие радикални изјави, јас ги осудувам, а имаше и корекција или автокорекција, колку што видов од самите тие кои што дадоа изјави и осуда, што е за прв пат се случува. Инаку јас очекувам поддршка од сите граѓани на Куманово, не само од верувате дека искрено, само да се задржиме за секунда со ова изјавата, сега на Билјалка Самика што практично ретирира, вие ја гледате искрено? Велите дека бил, тој вели дека бил погрешно разбран, не знам како може погрешно нешто да разбереме, кога некој ќе го праша дали ќе го поддржите дуи да рече да. Сега да не се трансформирам, да не се трансформирам во адвокат на некој. Не, како политичар, коалицијски партнер во тој момент кога ја давал изјавата, нити сум учествувал, но јас ја прочитав изјавата, таа е политички коректна за автокорекцијата која што беше направена од господинот Касамин, но на крајот за тоа ќе го кажат последниот збор граѓаните на Тетово. И во мојот случај, и во случајот на господинот Стојковски, граѓаните на општина Куманово. Она што за мене е битно, дека јас како да по мене реагира, се прашам, знам како ќе градоначалник, значи реализирав голем број на проекти, добив огромна поддршка во првиот круг, над 16.000 гласови и очекувам во вториот круг уште поголема поддршка, бидејќи за разлика од останатите кои одат на митинзи и велат ке и ветуваат, дури ветуваат и нешто што е далеко од реалноста, јас им кажував направив тоа, тоа и тоа, а во следниот мандат
ќе успеам заедно доколку најдам на разбирање, особено во делот на имотно-правните проблеми кои што ги имаме и експроприациите кои што се огромни за да реализирате еден проект, ќе го реализираме уште тоа и ќе ја надополниме оваа книга на отчетот со уште некаде 600 па и повеќе проекти. Добро, од кого очекувате вие поддршка? Значи, од сите граѓани, од сите здруженија, од сите партии кои што мислат дека јас сум моментално единствена опозиција во градот. И она што е најбитно за мене, луѓето во Куманово ме препознаа како човек од народот. Значи, буквално од сите граѓани на А општина. господинот Димитриевски не го перцепира така? Ова е моја перцепција. Добро. Господинот Димитриевски има освоено корпус на гласови, му честитам за тој освоен корпус на гласови и сега одиме во втор круг. Добро, како стоите со дивоградбите во вашата општина? Па до сега имаме на листа на извршување на 600 објекти и можеби сме рекордер во државата кој што имаме и извршено рекорден број на објекти. Добро. Но видите, можете за тие 600 објекти да потрошите уште 3 наредни буџети на општина Куманово, ја не дојдов на позиција да рушам, туку да градам во Куманово. Ако вие носите популистички закони, им дозволувате на граѓаните 2-3 пати, со тоа и стимулирате дивоградба, да легализираат објекти за по 1 евро. Значи, решени се на 26.000 предмети. Добро, Во ма дел од моментов, управувањето со градот е па некош да дозволете се ми, рушите дивоградба. Ги рушиме и акцент ставивме на времените објекти. Тоа што не беше решено со децении, го решивме кај градската џамија, ги дислоцираме сите времени објекти и ги срушиме сите бесправни градби на тој опфат каде што требаше и се проби улица кракот 11 ноември. Дополнително сега работиме и ќе продолжиме да работиме на кревање на локалитетот Табакана и не негова трансформација во зграда, како што е вцртано во дупотот предходно, туку изградба на детски качиња, дополнителен простор за паркирање, бидејќи и тука никнаа фамозни згради кои што имаат многу мал број на паркинг места. Видите, во Куманово има еден феномен. Ја гледате таа зграда зади вас. Имаше нешто слична зграда таква во Куманово на времето, се викаше Палас. И тука никна една стамбена зграда во линија до градска црква, тоа е најстариот дел на градот, без ниту едно паркинг место. Такви градби во периодот на Максим Димитриевски нема. Се отвори нова градежна зона во 2 дела во градот, каде што претходно било уцртана со дуб. Јас да се прашував ќе ја вцртавме поинаку во соработка со стручни тимови, токму со таа комисија која што ја зборувавме и ќе продолжиме да го градиме Куманово така како што треба да се гради, модерно и урбано. Ние имаме многу наследени проблеми и дополнително тие проблеми мора да ги менаџираме сега, бидејќи детето е родено. Вие го имате во раце, што ќе му правите? Не можете да го фрлите. Значи, мора да продолжите да го негувате и да барате решенијата како соодветно да ги решите. Добро, ако зборуваме за дивоградбите, и во студио сме разговарале со таа една спомен соба на УЧК или што беше во Сопот или не знам. Ја трансформира сега. Што за тој случај? Сега ја трансформира во нешто друго, веќе не е спомен соба. Јас поднесов кривична пријава против инвеститорите, дополнително пуштив налог за извршување, во меѓувреме дојде дека некаде 2015 година ни информира е поднесено барање за легализација на објектот и се додека не се произнесе управниот суд во таа постапка, значи нема да го имаме епилогот од извршувањето, а дополнително обвинителството е на потек, па нека процесуира и може да процесуира таквите процесуирани предмети, на крајот епилогот во судска постапка вообичаено е 6 месеца условен затвор за инвеститорите, се одзема во корист на Република Македонија и станува имот 2 години поминаа. Да, но за жал обвинителството е тоа. А јас таму немам никаква надлежност. Јас своето го превземав и не само за тој објект. Јас сум првиот градоначалник кој што процесуирал најголем број на кривични пријави за диво изградени објекти во Куманово и ќе следува веројатно судскиот епилог. Господин Стојковски, Куманово е, да речеме, среден град, не е ни мал, не е ни многу голем, меѓутоа центарот на градот е густо населен, има многу улици и меѓутоа многу е тажно да се види дека е некако пренатрупан со возила. Немаат навика, претпоставувам, граѓаните со велосипед или пешки да се движат, или може би уште поважно, немаат доволно услови тоа да го прават. Тоа е проблем и во Скопје и практично речиси во сите градови со честни исклучоци. Што ќе направите вие да го организирате сообраќајот во градот, да не гледаме тротоари преполни со возила и простора да го слободиме за граѓаните, а не за
возила само. Знаете, ќе помислам дека сте ја читале нашата програма, затоа што еден од столбовите... Не живеам во Македонија само, Еден толку од е. столбовите на нашата програма е акцијата Освој го тротоарот, односно секој на велосипед. Значи, ќе тргнеме во акција, каде Тоа го има само во сите градоначалници. Да, не, но работата колку ќе се видите, ние во нашата заложите тоа програма да се направи. Не ветевме ниту едно Потемкиново село. Него едноставно реални проблеми што ги имаме, како да ги решиме. Значи, има веќе стратешки документи општина Куманово за велосипедски патики. Веќе направени. Веќе направени, но жал се уште не спроведени. Значи, тоа е Октомвриска, тоа е Мал Прворик, Октомвриска, Гоце Делчев, Трета МУП, двата кружни тока ги поврзуваат. Едноставно, ќе одиме во акција Освој го тротоарот, гледате овие метални елементи, ќе поставиме метални елементи, секое возило ќе го тргнеме од тротоарот и ќе ги ослободиме тротоарите за пешаците, за велосипедистите, за лицата со попреченост да можат ќе правиме нели рампи како што треба за да ги користат. Тоа е малиот ринг. Во планот за општинско урбано движење има и голем ринг, али тоа е веќе ветување кое што нели ние само можеме да го зачнеме и да видиме до каде ќе стигнеме. Малиот ринг сигурно ќе биде завршен и централното градско подрачје кое што ги опфаќа овие улици ќе биде место каде што ќе се вози велосипед и приоритет ќе имаат пешаците. Тоа ќе биде и преку едукација за млади, со субвенционирање на велосипеди во училишта, со градење на рампи за паркирање. Цивилизацијски придобивки, ние ма ги тоа, разговараме знаете, кој нешто многу да разговараме од 25 година. е Господин апсурдно. Димитри, ајде ако имате нешто. Па да го научам раководителот, се вика план за урбана мобилност. И единствено општина Куманово во Македонија успеа да го донесе за разлика од останатите. Постапката траеше повеќе од 2 години во соработка со најстручните институции за сообраќајот. Ќе одиме по тој план за урбана мобилност, тргнувајќи на поврзување на сите булевари и дополнително точка Пак повторно ќе почнете од периферијат кон центар. Од почеток затоа што нели нема че, него ќе почнеме. Значи, и со акцент на градската џамија, старата и новата црква, како можност за дополнителни нови пешачки зони. Но тоа е процес. Каде возилата? Ќе ги ставаме на кров? Значи, треба да се обезбедат дополнителен број на паркинзи. Ке се гради подземна катна гаража на локалација Чоробенско Ќоше, не административно деловен центар. Тоа подземно е на повеќе нивоа, претпоставам. Да, така е, со голем капацитет, дополнителна, значи гаража на локацијата, позиција кај Кип Банка Куманово. Третата локација е, значи, зад градскиот плоштад или поранешно хемиско чистење, отварање на ново паркиралиште, бидејќи дава такви можности, проширување на постоечките паркиралишта. Во изминатиот период, бидејќи сме оскудни со простор, успеавме да изградиме за прв пат еден паркинг на влезот во градот, кај новиот кружен ток, вториот паркинг кај третиот кружен ток што го изградиме, кој што ги спаја двата булевари Октомвриска револуција и Трета МУП, и третиот паркинг кај градскиот парк кој што го допрошириме со благодарам дека имаме уште неколку минути. Само кажете ми доколку ја добиете довербата кога ќе почне да се реализира овој проект, односно кога ќе можат кумановчани подостоинствено да се движат низ центарот на градот. Нека временска рамка. Во рамки на следниот мандат, доколку ја добијам поддршката, Куманово ќе може да добие задоволство граѓанинот на Куманово урбано да живее и да се движи на сите овие коридори кои што ги кажав, бидејќи за некои од нив веќе и се обезбедени средства, како што е улицата 11 октомври за целосна реконструкција и тргање на возилата и од тротоарите и од јавните. Ви благодарам. Ви давам сега на крај нормално една минута да им се обратите директно на гласачите и кои се вашите пораки до нив. Многу едноставна пораката. Правото на глас е право од кој што изираат сите други права. Но демократијата не е само право на глас. Демократијата е право на достоинствен живот. Мојата порака е да се излезе и да се гласа на 2 ноември. 35 години што не лажеа. Не лажеа за да поверуваме во лагите, туку да не веруваме во ништо. Народ кој што не верува во ништо, не ја изгуби смислата за акција, но изгуби смислата за размислување и просудување. Така да на 2 ноември излезете и гласете, за да покажеме дека можеме поинаку и да го вратиме Куманово, да го направиме уреден, чист, функционален град, град на култура и град на спорт,
спорт кој за кој овој момент не кажавме ниту еден збор, а би можеле да зборуваме неколку емисии. Значи, мојата порака, излезете и гласете. Имате избор, доволно знаете како и што треба да се изгласа. Господине Димитриевски, вашата минута. Почитувани граѓани, јас сум вашиот Максим Димитриевски, човек кој што секојдневно мисли и на вас и на наше Куманово. Да продолжи по недела Куманово во континуитет, да развива, да расте и да се шири. Да им дадеме можност на младите да ги реконструираме сите училишта. До сега успеавме половина. Да продолжиме да градиме нови спортски терени, како што во минатото не се градеа, а денеска ги имаме. Да продолжиме да отвараме нови алтернативи за нови вработувања на младите кумановци и кумановчанки. Да бидеме достоинствени граѓани во Куманово и да се собереме уште во салата на спортскиот меч Македонија, Јапонија, сите масовно да ја поддржиме нашата репрезентација во реконструираната спортска сала во Куманово, кој што сите ја ветуваа, денеска ние имаме. Ве повикувам да излезете во недела, да гласате за бројот 2, за вашиот кандидат Максим Димитриевски, бидејќи покрај зборови, ние, заедно со мојот тим, испорачувавме и дела. Верувам дека имало пропусти, секогаш ќе ги има, ќе се обидеме да ги намалиме и проблемите и пропустите. Но никогаш како кандидат нема да ветам нешто што не може да се реализира, не зборови, туку дела. Бидејќи знае и Куманово, а знае и Македонија. Ви благодарам. Добро, господине Стојковски, ќе се видиме повторно во студијот, претпоставам и во друга прилика. Ви благодарам. Ви посакувам среќа на двајцата за изборите во недела. Господине Димитриевски, можете вие да бидете посебно срекни, бидејќи безспорно добивте музички хит што буквално цела Македонија го знае. Бев изненаден да ви кажам и стварно е многу вирален и многу ми голема чест ми направија моите сограѓани роми, а најбитно ми е дека добивам силни ветувања од нив дека сериозно ќе се интегрираат и дополнително ќе помогнат за расчистување и на речните корита и на сметот по градот, бидејќи се свесни дека сериозно учествуваат во тоа. Ви благодарам уште на двајцата, почитувани, ви благодарам и вам и останете со програмата на Канал 5.